Ги следите вестите на Канал ВИС. Се селиме во студиото 2, каде што е колешката Сузана Мицева со незиниот гостин Бранко Бенинов, со кого ќе разговараат за Мите Грозданов, бардот на македонското глумиште кој што синоќа почина. Има остварено над 100 театарски представи, повеќе филмски улоги во својата кариера. Сузана? Така е, Ване, за жал синоќа не напушти еден од најголемите глумци на современото македонско глумиште, Мите Грозданов, во 75-та година од животот. Мите Грозданов ќе го паметиме по бројни улоги кои што ставија трак не само на театарот во Струмица, во неговиот роден град, туку и во Македонија, па и пошироко на Балканот. Овде со мене е господинот Бранко Бенинов, актер и колега на Мите Грозданов, кој што со него споделиле многу доживување, многу улоги на штиците што живот значат. Господине Бенинов, го загубивме Грозданов, за жал по тешко боледување, но еве, по што ќе остане запаметен, освен по неговиот огромен талент? Па, најпрви, Бог да го прости. Ми се чини дека Македонија изгуби едно чудо од актериште, кое на некој начин ми се чини оти можеше да даде уште многу. Но, за жал, таму веќе после Нова година го фати болеста која беше на некој начин и судбина, иначе најстрашно е на актерот кој ќе му го земеш гласот, нели, единствениот алат. Мите Грозданов доби некој рак на грлото и после таа операција веќе не му се врати говорот. Таму некаде во април, мислам, беше таа операција и од крајот на април, почетокот на мај веќе комуникацијата со Мите Грозданов беше сведена исклучиво на пантомима. И многу беше тешко да се комуницира, но еве на крај на краишта го изгубивме. Так. А што се однесува до спомените надвор од театарот, јас може да кажам дека пред се педагошкиот пристап негов, затоа што во периодот од тие 35 години јас сум имал одиграно преку 10-15 театарски представи, па имам приказни, па имам филмови и начинот на кој знаеше да го пренесе на нас неговото искуство, неговото знаење во областа на театарот беше баш татковски, баш учителски, баш човечки. И сето тоа ни даваше за право да бидеме горди што е наш, што е струмичанец. И јас можам да кажем дека од Мите Грозданов имам научено многу. А ако од режисерска гледна точка учевме од Ацо Алексов, од Бранко Ставрев, од актерска учевме од Думов, од Стојан Гогов, но баш во тој најважниот период, некаде после враќањето од војска 86-та година, со големиот смок, каде што играше брилјантно Илјо М, кој Илјо М веројатно остави трага во македонското глумиште, не само во Струмица. Мислам дека ја доби и наградата во Прилеп Војдан Чернодрински за тој лик. И тој период, значи, од 86-та па до пред 2,5 години, каде што работевме заедно на еден филм на Јани Бојаджи, каде што беше еден брилјантен овчар, играше брилјантен актер кој не знам дали е доволно една емисија да се каже со какви капацитети располагаше, со кој сензибилитет, мислам дека беше врвен мајстор кој за жал тешко да се повтори. Кои се според вас, вие сте колеги, некои од неговите најблескави улоги? Или веќе ја спомнавме во големиот смок? Па јас без разлика дали театарски или филмски, да речеме. Па имам одиграно 3 или 4 приказни со него, каде што играше некој си родител и таму беше брилјантен.
После, во филмот каде што е Овчар, значи таму имаше едни монолози огромни, кои беа по некои си 7 до 10 минути монолози, каде што му беше партнерка Попанкова, и се сеќавам на снимањето, Јани и вика на Попанкова, уопште не го прекинува. Значи, пушти го он кога ќе почне, кога ќе завергла со монолозите, најдобро е во крупен кадер, остави го и тука е брилјантен. Он беше добар и во драмски, значи, знаеме, Солунски патарди, потоа Вова Вуво, таму беше брилјантен во тие две брилјантни уги, страшен комичар. Одличен беше и во неговите монодрами, каде што беше Кюмурџијата. Така да, не знам, ми се чини дека малку знае струмичката публика, он беше собственик на првиот приватен театар во Македонија, кој беше регистриран во Кочани, во Кабадарци, во Гевгелија, работеше многу со аматери, неуморен човек, имаше едно Рено 4, не знам тоа Рено 4 да имаше душа да кажува се што се има случено со Мите, мислам дека ќе го напише најдобриот роман за него, затоа што можеше да биде денес Сапајле тука на проба, па у 2 сат да замине за Кочани и вечер во 8 пак да се врати, пак да биде на проба. И толку беше прецизен, точен. Мислам дека безброј се неговите квалитетни актерски остварувања, кои тешко може некој актер во ова време да го постигне. Зошто? Многу пати тоа се потенцира дека таа една школа, постара школа на актери, тешко се повторува. Што беше нивната посебност, нивната уникатност? Јас мислам дека главната причина беше публиката. Значи, денес медиумски театарот не е на нивото на кое што беше некогаш. Јас знам, ние во театар правихме по 7 премиери. Во големиот салон, 560 души публика. И немаше човек кој не ги знаеше представите. Јас, да ви кажем искрено, ние комунициравме со реплики од представите и со публиката на улица. Значи, мене знае да ме сретнете да ми кажат некоја реплика. Сега е малку потешко. Сведени сме на малку финансиски и публиката има други форми на разонода. Што мислам дека не е исто. 100 денари една влезница, а денес да не одиш на театар, да не одиш на еден спортски надпревар, да се затвараме и да гледаме само, не знам, некој си таблет, некој си Фейсбук, не знам што, ми се чини дека многу се отугивме луѓето, немаме комуникација меѓу себе и тоа е резултат на неможноста младите актери да го добијат тој пиетет што го имавме ние како, нели, актери кои бевме препознатливи секаде. Дали во Струмица, дали во Охрид, дали во Струга, дали во Гостивар, дали во Кочани. Не беше важно, секаде бевме тие. Бранко Меринов е Бранко Меринов, Мите Грозданов е Мите Грозданов. Кога одиш покрај Мите, сигурен бидео ти мора да направиш најмалку 15 фотосесии, некој ќе застане, сака да се слика со него, сака да... Значи, таа препознатливост, луѓето, мислам дека Мите го има дури и дома. Во секој смисол, во мислите, во сеќавањата за убавите улоги негови. Така да... Тој беше и многу непосреден, имаше убава комуникација со публиката, со своите сограѓани, со граѓаните воопшто, но и ќе го паметат по тој хумористичен дел на неговата личност. Каков беше како колега кој што надвор од театарот спомна дека сте се дружиле? Многу сме. Значи, ако сум одиграл во 13-15 представи, не знам колку сега не ми текнува, тоа е процес. Значи, една представа се прави околу 60 на 70 дена, па после таа иста представа се игра, па пред представа и после представа, таа наша комуникација е нормална. Значи,
можеше со Мите Грозданов да се разговара на било која тема. Мите Грозданов знаеше дури и да провоцира да се разговара на било која тема. Знаеше да провоцира да се разговара за најмногу за театар, но знаеше и за образование, знаеше за здравство, знаеше многу да разговара кои се потребни разни, не знам какви чаеви, некакви тревки. Беше многу чуден во смисол на тоа што Сестран. Да. Јас не случајно, многу пати знам да кажам дека јас сум среќен што сум се родил во Варош мала, во која мала е роден Мите Грозданов, Ацо Алексов, Бранко Ставров, сите се деца од тој. Значи Варош кој веројатно одејќи по чангалите што ги викаваме ние, ги научиле и тревите, ги научиле и не знам, и животните, и полжевите, знаеме и полжеви да јадеме, и не знам, и чангале, и сливи, и разни други чаеви, разни други тревки, кои ни дава за право да го слушаме и да бидеме баш негови деца. Синче, да. Значи, тоа беше неговиот. Единствено нешто, значи, јас од него друг збор немам. Синче, 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 до последно. Освен синче, друго не. Ви благодарам многу за вашето гостување во вестите на Канал Вис и за овој разговор. Се надевам дека ќе имаме прилики да евоцираме спомени, да го спомнуваме Мите Грозданов и тој да продолжи да живее преку неговите дела, преку нашите кажувања во меморијата на граѓаните. Да, во секој случај, за тоа што имаме ние материјали во театарот, снимки од представи и така да може да се направи една посебна емисија да го одбележиме Мите Грозданов како вистински доаен на струмичкиот театар и мислимо ти треба да му се посветиме. Еве за утре ние се подготвуваме една поголема екипа од струмичкиот театар да отидеме во 10 сато ќе биде во Драмскиот театар комеморацијата, во 11:30 мислам дека е закажано погребењето во Нерези, таму на таа гробиште, така мислам, за тоа што како што прочитав, ќе биде изложен во црквата во Нерези. И тоа е тоа. Го загубивме. Бог да му го осветли таму патот, нели? Така, за тоа палиме свеки, за тоа. Така. Да се надеваме дека не да се надеваме, сигурен сум дека Мите Грозданов ќе живее уште добри 300-400 години. Толку е импозантно она што тој го остави како трага во македонскиот театар и филмската уметност во секој случај. Ви благодарам многу. И на вас. Благодарам, Сузана. А во чест на Мите Грозданов, кој што потекнува токму од Струмица вечерва, на програмата на Канал Вис во 22 часот и 30 минути легендарната театарска представа Големиот смок од Митко Маџунков, а во режија на Бранко Ставрев, каде што токму Грозданов ја носи главната роља. Значи, подсетување 22 часот и 30 минути вечерва на програмата на Канал Вис, представата Големиот смок во чест на бардот на македонското глумиште Мите Грозданов, кој што синоќ ја почина.